Најавив тема култура за крај на денешното издание на Македонија наутро. Одвојуваме минути за промоција на сите оние културни настани и избедувања кои што се случуваат кај нас. По Дурачка река е насловена новата сценска адаптација на Ора Јуроводни песни од етничкиот предел Дурачка река. Дело на етнокорелогот Бојан Петковски, кој што неодамна ја доживеа својата премиера. Токму со Бојан Петковски разговараме во наредниве минути во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро на вас и добро утро на гледачите. Ајде веднаш да ни откриете зошто токму Дурачка река, што е карактеристично и атрактивно за истражување во овој дел на Македонија од ваш професионален аспект. Одлично прашање за почетокот на денешниот разговор, затоа што на самиот почеток ќе поставиме тезата за издржаноста. Кога е во прашање дистрибуцијата на податоци со знанија поврзани со традиционалната култура до поширокиот аудиториум, од особена важност е пред формирањето и на првите поидовнидени решенија на нас како авторите да си поставиме низа на прашања. Во оној момент кога ќе ги имаме одговорите на тие прашања, ќе имаме и потребата, односно издржаноста зошто го работиме она што го работиме. И во суштина издржаноста треба да го даде одговорот зошто го создаваме новото дело кое што го работиме. Кога е во прашање сценската презентација на Ората Јуроводните песни од етничкиот предел Дурачка река, односно при создавањето на сценската адаптација, јас многу лесно си одговорив на издржаноста, зошто е потребата од создавање нова сценска адаптација, затоа што етничкиот предел Дурачка река е мал предел, сместен во близина на градот Крива Паланка, 4 села кои што создале, замислете, засебна орска, вокална, инструментална, обрана и во еден дел дури дијалектна култура. Еден ваков навистина автентичен и мал етнички предел речиси да не е застапен во билото какво презентирање на културната сцена во Македонија. Значи, воопшто во ансамблите, во културно-етнички друштва многу ретко се презентираат вакви содржини, од тука и текако се појави потребата од создавање на новата сценска адаптација по Дурачка река. 5 години интензивни теренски истражувања за да се дојде до конечен производ и да се постави токму оваа адаптација на сцена. Каков беше патот на реализација на самиот продукт од идеја до конечна реализација и поставување на сцена? Кога станува збор за работата со традицијата, односно и создавањето на сценска адаптација, представува пред се научен процес, значи секогаш ваквите проекти треба да имаат научен предзнак и во суштина станува збор за еден процес сочинет од низа фази, затоа што е пред се комплексен процес од изработка на сценската адаптација. Во суштина, еден од првите сегменти во ваквата изработка се теренските истражувања кои што ги споменавте. Повеќе од 5 години работе во сите 4 села во етничкиот предел Дурачка река на комплетната традиција, значи орска, вокална, инструментална, собирав дел од традиционалните носии на теренот. И навистина доста е важно за еден планински предел дека доцна е задржил својата традиција и кај локалното население се уште во колективната меморија тие се сеќава на традиционалните ора, на традиционалните вокални напеви. И во суштина има богат теренско истражување, но тука приклучив и уште една фаза, тоа се изворите материјалите, односно голема стручна литература над која што јас се потпрев за да може да ги подкрепам своите теренски истражувања и само преку еден комплементарен однос на теренските истражувања, но и на сето она што се били стручна литература на истражувачи од крајот на 19 век, се создаде една база за создавање на понатамошната сценска адаптација по Дурачка река. Истражувањето, архивирањето и особено презентацијата на традиционалната култура, велите, представува одговорен процес. Каде лежи самата мотивација да се создаде една ваква сценска адаптација, инспирирана токму од традиционалната култура? Следствено на мојот претходен одговор, кога веќе го имав материјалот кој што представуваше навистина обемен во однос на традиционалната култура која што најдов, се појави потребата од истата да ја пренесам на сцена, но тука преку еден навистина обемен и научен процес, односно постоеше предизвикот да се создаде релевантна сценска адаптација и да се изнајде соодветен модел за презентација и за пренесување на истото во комплетна корист на тоа да се задржи автентичноста на она кое што ќе биде прикажано. Во оваа насока би сакал малку да проговорам и за самиот наслов по Дурачка река и во суштина доколку го видиме и плакатот ќе видиме дека е ставен акцентот на А за да го задржиме и самиот локален назив, тие не велат по Дурачка река, туку по Дурачка река. Во суштина тоа е река која што тече во истоименото село, а пак и целиот предел го носи тој наслов и во суштина по Дурачка река ја носи сета традиција која што можеме да видиме низ овој предел кој што некогаш се е сретнувала. Во моментов ги гледаме фотографиите кои што ни ги испративте, целиот процес на подготовки на сценската адаптација. На кој начин успеавте да ја заштитите, би рекол, народната традиција од лично, но и надворешно влијание? Колку е предизвик да се направи тоа во денешно време?
Одлично прашање. Кога станува збор за работата со традицијата, јас секогаш нескромно сакам да кажам дека станува збор за одговорен и макотрпен процес, затоа што во суштина нешто што се случило во минатото го истражувате и со аргументи и факти треба да биде пренесено во сегашноста без притоа да се сквернави сликата за традицијата. Во овој контекст малку попластично за гледачите, улогата на авторите на сценските адаптации треба да биде еквивалент на работата на историчарите и археолозите. Кога еден археолог ќе најде одреден предмет, тој го искупува, го наоѓа и идентично така го поставува во музеј. Тој во ниту еден случај не интервенира на неговата текстура, не го префарбува, не го видоизменува предметот. Во суштина тука лежи и целата наша работа. Традицијата сурова, онаква автентична, да ја откинеме од пределот и да ја прикажеме на сцената. Секако дека треба да има уметнички доем на тој што е изработува, но тоа не сме да биде врз интервенирање на самите примери во однос на традицијата. Мора да се задржи автентичноста на движењата, да биде кружна форма, половата структура. Значи, може да се интервенира на крајните делови на сценската адаптација, но никако на конкретниот материјал употребен во истата. На самата традиција. Токму така. Велите само преку спознавање на локалното може да се стигне до глобални знаења. Што точно подразбира тоа? Некако под таа премиса ја водев и целата моја овогодишна работа. Пред неколку месеци реализирав слична соработка со Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, каде што организиравме еден семинар под насловот од Средорек до Дурачка река и го едуциравме локалното младо, но и повозрасно население Кумановско, токму за својата локална традиција. Во суштина сценската адаптација по Дурачка река се работеше во Центарот за култура во Крива Паланка и целата моја идеја е дека доколку сакаме да стигнеме до едни поголеми знања, дека секогаш мора да почнеме од сопствената традиција. Секогаш младите мора да ги научиме на традицијата на своите предци, за понатаму да може да имате ни малку помегаломански потфати, да имаат поголеми знања, но секогаш мора да се започне од сопствената локалната традиција. Конкретно овој месец се случи премиерата на сценската адаптација. Како помина истата, на какви реакции најде адаптацијата токму кај присутните и кога повторно можат сите оние кои што се заинтересирани да ја погледнат истата? Сценската адаптација премиерно се изведе во градот Крива Паланка, што особено ме радува. Јас во моето средно образование, во моите студии, постојано бев учен дека кога ќе земете да изработите на сценска адаптација од одреден предел, однесете во тој предел, дадете на локалното население и тогаш ќе го добиете одговорот за сите ваши прашања и за огромната издржаност. И во суштина на моја огромна радост, премиерата беше токму во Крива Паланка и ни добме огромни реакции, поготово по возрастното население, каде што тие препознаа својата традиција. Многу во публиката имаше реакции на да ги испеваат песните кои што се на сцена, да ги препознаат традиционалните носи, што за мене како автор е навистина огромна порака дека вистинската традиција е пренесена на сцена. Во однос на следните изведби на сцената, сценска адаптација по Дурачка река мора да биде на константниот репертоар на ансамблот кој што изведува, затоа што таа е сепак репрезент на пределот од кој што тие доаѓаат и таа треба да биде постојано презентирана затоа што таа е нивната локална традиција. Интересен е фактот што самата сценска адаптација ја изведуваа млади луѓе по потекло токму од етничкиот предел Дурачка река, колку тоа му дава една посебна тежина на самиот перформанс. Токму така, мене особено ме радува фактот што првите изведувачи на сценската адаптација, односно премиерата беше подготвена токму за нив и во суштина изработката на сценската адаптација не беше само сугопарно поставување на сценската адаптација, ние повеќе од неколку месеци имаме заеднички проби со младите луѓе од Крива Паланка, каде што јас воопшто можев да им ги пренесам своите знања и познавања воопшто за својот предел и малку повеќе да ги иницирам кон тоа и тие самите да истражуваат, малку повеќе дома да разговараат со своите баби и дедовци, онака навистина тие самите да изнадат некакви теренски истражувања каде што самите ќе осознаат повеќе за сопствената традиција. Споминавте самата адаптација беше поставена за културно-уметничкото друштво 8 октомври од Крива Паланка. Каква беше соработката со нив? Соработката со ова културно-уметничко друштво беше навистина голем предизвик, затоа што тие на својот репертоар и како повеќето ансамбли има стилизирани сценски кореографии, така да се изразам, и во суштина овде ќе има можност да повидат еден поинаков пристап во работа, односно да се постави традиционална содржина и навистина бев изненаден од нивната подготвеност како уметници да може да ми дозволат повеќе да работам со нив, да ги моделирам, затоа што во суштина кога се поставува сценска адаптација од традицијата е многу поголема одговорноста токму во тој аспект. Тие беа на еден начин да речам принудени да го совладаат сето она што е колективна свест на 19-тиот век, да влезат во цела една антрополошка позиција на држење на телото, значи не само да ги изведат ората, туку стилски да може да го постават телото, да постават еден поинаков однос према традиционалната носи, имаше
костим проби, имаше засебни пејачки проби, засебни проби во однос на игрорната структура, онака е на навистина плодна соработка која што разбуди многу понатамошни нешта кои што може да ги работиме заедно токму со ова културно-уметничко друштво. Една од основните мисии некаде конкретно на разговорот на сите ваши проекти кои што досега ги работите, токму едукација на младите генерации, младите луѓе, токму за она што се нарекува културна, односно народна традиција и народно творештво. Дали и тоа беше случај при оваа сценска адаптација? Колку е важна едукацијата на младите луѓе за сопствената традиција? Од круцијално значење е едукацијата на младите кадри за традицијата, но јас секогаш го отворам прашањето и проблемот на севкупното однесување на општеството кон традиционалната култура и огромен апел до сите чинители во општеството да го променат својот однос кон традиционалната култура, затоа што младите не се изолирана форма, младите се еналка од системот во чувањето на традицијата и тогаш само кога ние пред се стручните кадри ќе го смениме нашиот однос кон традицијата, кога ќе имаме повеќе уметнички и повеќе научен аспект кога ќе дадеме на традицијата, само преку таквиот еден заеднички однос кон традицијата ќе можеме да им покажеме на младите со што е важно да ја чуваат и негуваат тоа што е во најмала рака културна оставнина на Македонија. Убаво кажано, Бојан, благодарам за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ви посакам уште многу успешни изведби на оваа сценска адаптација по Дурачка река и се гледаме во иднина со сите оние нови проекти кои што секако ги работите во насока на промоција на македонската народна традиција. Благодарам.